Изборот на Изет Меджити за градоначалник уште во првиот круг природно наметна ден по изборите да прашаме низ Чаир. Што очекуваат од Меджити, кој во 3 мандати од 2005 до 2017 година веќе ја извршуваше оваа функција? Ја мислам дека почетна фаза за во Чаир да се ичисти, како што преска нареков оваа депонија да се ичисти. Жеди курдо. Низ за ekotorvet, jamningen då det kurkon i baski är sängen. Sen är alla igen flikt då. Men då må bomba mer. Ja vet det kia långt i ri. Och må inshallah det bomba mer. Listo, eve go jumlerto, isti se site. Изет Меджити победи со 15.733 гласа, наспроти 12.264, колку што освои неговиот главен против кандидат Бујар Османи. Тоа не беше битка само за градоначалник, туку и битка меѓу двајца доскорешни сопартици и битка меѓу коалицијата Влен и коалицијата предводена од Дуи. Победникот во таа битка почна да се насетува уште пред Државната изборна комисија да почне да ги објавува резултатите во Централниот изборен штаб на Влен кај плоштадот Скендербег во Скопје. Првата пресконференција на Влен веднаш по затворањето на избирачките места сепак беше само оценка на процесот на гласање. Ова е слика што ја посакаме за нашата земја, еден фер и мирен процес кој покажува дека демократијата се зајакнува. Меѓу првите партиски функционери во штабот пристигна актуелниот градоначалник на Чаир Висар Ганиу. Набргу по него и кандидатот за градоначалник на Скопје Башким Бакиу. Меѓу присутните веќе се прошири информација дека првичните резултати покажуваат водство на Меджити во Чаир. Меджити пристигна пред 20 часот, што ја крена атмосферата. Поддржувачите веќе споделуваа информации дека победата е се поизвестна, и тоа уште во првиот круг. Каде има водство Влен, имате информации? Да. Каде? Што Цел Чаир. Цел Чаир? Да. Што очекувате вие од идниот градоначалник? Се најдобро. Мислам дека ќе биде длабока победа. Какви се очекувањата? Очекувам да се добива. Ние знаеме пред една недела дека ќе победи. Победничката еуфорија завладеа надвор на плоштадот. Внатре во штабот новинарите немаа пристап, но беше јасно какво е расположението. Околу 20 часот и 30 минути веќе се чекаше обраќање на Меджити. Тука сме во Чаир да ја прогласиме убедливата победа уште во првиот круг и сакам да се им заблагодарам на сите граѓани, на сите гласачи, на сите активисти, на Форум на жени, Форум на млади, до сите заедници, но битката беше за легитимитет. Тие посакуваа да се мериме уште еднаш во Чаир и Тетово, и во Чаир и Тетово убедлива победата на Влен. По пресот, Меджити излезе пред штабот каде со овации го пречекаа поддржувачите на Влен. Наш me qeveri, me qytet, me ndërmarrje, me komun, Çairi të ndron fizionomin, dhe duhet pjesa më e bukur e qytetit Shkupit, pjesa më urbane e qytetit Shkupit, duke fillu pra nga infrastruktura nëntosore deri te universitetet. Pra çka do të them pak është, urime, ta gëzojmë fitoren, ta gëzojmë në të këtë festë tonë. Меѓу присутните беше и председателот на собранието Африм Гаши. Немаше ниту еден инцидент, ниту нерегуларности. Тоа е најголемата победа според мене. Што се однесува до партиските резултати, нормално партиите си слават во тие општини каде што поминаа во прв изборен круг. Мислам дека
Во Влен тоа беше очекувано. Има некои мали изненадувања, но не сум јас повикан да зборам во нивно име. Јас сум многу среќен, најмногу што поминавме низ еден прекрасен изборен процес. Од плоштадот Скендербек прославата се пренесе и низ улиците на Чаир, а длабоко во населбата е скопското седиште на ДУИ. Тишината околу него ја разбиваше само по некое возило од славеничкиот карван на Влен. Обраќањето на кандидатот на ДУИ Бујар Османи се случи преку социјалните мрежи. Ја честиташе победата на Меджити. Доволно долго сум во политиката за да ги препознавам и почитувам пораките што граѓаните ги испраќаат. Иако кампањата не беше ни фер, ни легална во секој аспект, не сакам да се жалам, затоа што верувам дека искреноста и вредностите имаат смисла само кога ги одржувате, дури и во вакви ситуации. Влен славеа на плоштадот Скендербек и низ Чаир до околу 23 часот. Коалицијата на завршната пресконференција соопшти дека освен во Чаир, во првиот круг победиле и во Арачиново, Боговиње, Жилино, Сарај и Теарце. Според денешните резултати на ДИК, во Боговиње сепак ќе има втор круг. Благодарам.